Пострумичките и штипските актери почна иницијатива за да го искажат револтот за ситуацијата во која се наоѓа нивната матична куќа. Со слоганот «Култура без тортура», под која се подпишани поголем дел од актерите, драматурзи, режисери и административци во Центарот за култура Ацо Шопов, бараат од министерката подитно да го разреши сегашниот директор. Во соопштението кое го доставија, пишува дека се постојано изложени на деградација, повишени тонови и психичко малтретирање од страна на нивниот претпоставен. За првиот човек на Центарот за култура ваквите обвинувања се лага и шпекулации. Според него, тензичната ситуација е резултат, поради тоа што дел од вработените не сакале да се ги извршуваат работните задачи. Секој вработен си има должност кој што мора со рокови да ги спроведем. Јас не знам дали извршувањето на работните задачи значи тортура. Вие зборови кои што ги употребувате вие, дали тоа значи малтретирање или не знам што, него тоа значи дека имаме одредени задачи кои што треба да ги завршиме во одреден период за да можеме да ги спроведеме програмските активности. За случајот се запознати и од Синдикатот за културни работници. Пред извесен период направена и неформална средба со директорот со цел да се надминат тензиите. Синдикалецот Самуил Стоилковски, кој бил на средбата за Алфа, вели дека ситуацијата во Штипскиот театар е сложена. Според него, причината не треба да се бара во вработените, туку во раководното лице. Самата професија бара една посветеност која изискува мир, системска работа, систематска работа. Си има своји технологии, а човекот кој раководи со нив не го дозволува тоа. Постојано се меша во креативните аспекти на режисери, на драматурзи, на што се не. Самиот инсистира да прави подели, да одлучува кој би играл, кој не би играл, која улога би ја играл, што е недозволиво во било која културна дејност. И од ресорното министерство се во тек со случувањата. Велат разговарано е со сите засегнати страни и по официјално завршување на изборниот процес министерката Стефоска ќе излезе со своја одлука. Привривањето во оваа културна институција трае подолго време. Еден актер доби отказно решение кој поради изборите беше стопирано, а пред неколку дена некои актери и самиот директор завршија во полициска станица. Од синдикатот велат дека во неколку институции ширум државата на раководни места се поставени несоодветни лица.